Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Бесплатни прегледи за здравјето на зъбите и на устата, за да се подигне свеста за превенција од сериозни орални заболувања, меѓу кои и оралниот карцином, организираат Етерна ден Центарот за дентално здравје и брендот Лакалут. Повод за оваа акција е Светскиот ден на оралното здравје 20 март. Прегледите ќе се извршуваат секој ден од 12 до 17 часот на 17, 18 и 19 март во Трговскиот центар Скопје Сити Мол. Започнуваме со Урбаните вести, ова се настаните на денот. Адресен регистар на Република Македонија воведува Агенцијата за катастар на недвижности. Од 21 до 26 март се одржува 43-тиот меѓународен саем за мебел 2017. Во средното училиште на град Скопје Михајло Пупин ќе се формира паралелка поддржана од Ева на Македонија. Дизајн што продава, викенд бизнис настан во јавна соба. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски гостин во Урбаните вести. Агенцијата за катастар на недвижности започна со воспоставување електронски адресен регистар во Македонија, според стандардите на Европската Унија. Регистарот треба да овозможи сите жители да бидат запишани на својата адреса. Агенцијата за катастар на Република Македонија започна со воспоставување нов адресен регистар на целата територија на Република Македонија. Агенцијата за таа цел потпиша договор со компанијата Гиздата Скопје за пилот проект припрема на податоци и развој на апликации за теренско прибирање на адресни податоци за 4 општини во државата. Директорот на агенцијата Славче Трпески истакна дека адресниот регистар е еден од клучните регистри во државата. Тој ќе содржи просторни податоци за улиците и куќните броеви и ќе биде поврзан со регистарот на просторни единици. Но во моментов во примена се недоволно прецизни законски и подзаконски одредби, недоволно прецизни стандарди за испишување на називите на улиците и дека отсуствуваат стандарди за нумерирање на поедини типови објекти. Во новиот адресен регистар кој од денес започнуваме да го имплементираме, ќе биде целосно транспонирана деталната спецификација за адресни податоци донесена од Европската Унија во 2014 година. При имплементацијата на адресниот регистар, благодарејќи на проектот Матра, финансиран од Кралството Холандија, Агенцијата за катастар на недвижности ќе има експертска и техничка поддршка од стручни лица од холандскиот катастар. Адресниот регистар е еден од клучните регистри во државата. Истиот ќе содржи просторни и описни податоци за улиците и куќните броеви и ќе биде поврзан со регистарот на просторни единици. На тој начин, заинтересираните субјекти, сите информации поврзани со адресите ќе имаат можност по електронски пат на брз и ефикасен начин да ги добијат од Агенцијата за катастар на недвижности. Врз основа на воспоставениот адресен регистар за определено населено место ќе се направи нумерирање и обележување на утврдените адреси на терен од страна на општините. Изведувачот има обврска да направи анализа и припрема на адресните податоци од постојните бази на повеќе државни институции за нивна теренска проверка, преку изработена мобилна таблет апликација. Теренското прибирање на адресни податоци ќе се направи во дел од општина Киселавода, општините Зелениково, Свети Никола и Гостивар, а според договорот треба да биде завршено до крајот на 2017 година. Од агенцијата информира дека вредноста на договорот изнесува 113.000 евра. Со засадување дрвца и куса програма по повод Националниот ден на Унгарија беше промовиран парк на македонско-унгарско пријателство во населбата Триангла во општина Газибаба покрај автопатот. Исто така вечерва се одржува и концерт на народни песни и игри на културно-уметничкото друштво Скопје и фолклорната група Талентум од Унгарија во спортската сала во населбата Ченто. Денеска, заедно со амбасадорот на Република Унгарија во Република Македонија, сме во населбата Триангла, заеднички да го одбележиме денот на унгарскиот народ, на националниот празник на Република Унгарија. Одбележувањето го правиме токму во населбата Триангла, каде што овдека имаме неколку улици кои што носат имења на познати револуционери на Република Унгарија. Денеска ќе положиме цвеќе на споменикот на револуционерниот водач на
во станието на народот на Република Унгарија, господинот Лајаш Кошут. Се надевам дека ова ќе биде можност и за воиднина да ја зголемиме таа заедничка наша соработка. Досега имавме одлична соработка и со амбасадата на Република Унгарија и со Сдруженијето на унгарци во Република Македонија. Особено ми е чест и задоволство што можеме ова парче да го од денес нарекуваме како парк на унгарско-македонско пријателство. На 15 март ние прославуваме символично денот на унгарската борба за национално ослободување и тоа е воедно и еден многу убав пример или една убава паралела за тежнењето на македонскиот народ за сопствената слобода. Можам да потврдам дека соработката помеѓу унгарската амбасада и општината Газибаба е на многу високо ниво и многу плодна и ние ќе настојуваме во иднина да ова соработка прошириме и на економско поле. Од 21 до 26 март во Скопје ќе се одржува 43-тото издание на Саемот на мебел, кој оваа година на посетителите ќе им понуди голем број новитети, меѓу кои наградна игра со вредносни ваучери од 300, 500 и 700 евра. Изложениот мебел ќе се простира во 11 саемски хали, а работното време на Саемот е од 10 до 20 часот. Над 400 изложувачи од Македонија, Србија, Хрватска, Грција, Италија, Босна и Херцеговина и Словенија во вкупно 11 хали ќе се представат на 43-тиот меѓународен саем на мебел, упрема за домакинства и јавни објекти, репроматеријали и машини за индустријата на мебел, што ќе се одржи од 21 до 26 март во Скопје. Веќе 2 години поред изложбениот простор опфаќа 11 хали со мебел и опрема за домакинства, како и една хала наменета за машини и репроматеријали за индустријата за производство на мебел. Годинава во состав на Саемот за мебел ќе учествуваат и Urban Old, кои повеќе години редизајнираат стари парчиња мебел. Исто така традиционално ќе се организира стручно оценување на пријавени експонати и ќе бидат доделени признанија на најдобрите учесници на Саемот во 2 категории – производители и трговци, изјави проект менаџерот Магдалена Хамбова. Меѓународниот саем на мебел оваа година ќе се одржи од 21 до 26 март. На истиот учество ќе земат над 400 домашни и странски изложувачи. Новина оваа година на саемот е што за прв пат ќе се појават производители, односно оние кои што редизајнираат стари парчиња на мебел. Нивната работа представува уникатен пристап во освежувањето на чувствата кои во минатото минирале во домот. Скопски саем исто така ја продолжува традицијата да ги награди најдобрите трговци и производители кои се изложувачи на саемот на мебел. Истите ќе ги оцени комисија составена од 5 члена, од представници од архитектонскиот факултет, од Асоциацијата на архитекти, од Шумарскиот факултет, кластерот на дрвна индустрија на Република Македонија и од Министерството за економија. Годинашниот саем за мебел ќе им понуди интересен шопинг предизвик на посетителите кои со објавување фотографија од омиленото парче мебел со хаштагот Моето омилено парче мебел ќе може да бидат наградени со вредносни ваучери од 300, 500 и 700 евра. Оваа година Скопски саем ќе им понуди интересен шопинг предизвик. Сите оние за да учествуваат во овој шопинг предизвик би требало да дојдат на саемот, да се сликаат со своето омилено парче на мебел и да го постираат на Facebook. Оние фотографии кои што ќе имаат најмногу лајкови ќе бидат наградени со вредносни ваучери. Очекувањата на организаторите на Саемот на мебел се дека бројот на посетители ќе надмине бројката од минатите години, односно се очекуваат повеќе од 50.000 посетители. Годинава освен изложувачи на мебел, учество ќе земат и повеќе банки и осигурителни компании, кои на посетителите ќе им ги понудат поволностите за кредитирање и осигурување на своите домови. Саемот ќе биде отворен од 10 до 20 часот. Цената на влезницата е 100 динари за индивидуални и 50 динари за групни посети и студенти. Како се развиваше општина Петровец од 2009 година па наваму и кои се позначајните проекти со кои може да се пофали оваа општина е тема на денешниот разговор со градоначалникот на оваа општина, господинот Борче Митевски. Добро дојдовте во Урбаните вести. Добро најдобро.
Во 2009 година, кога дојдовте на чело на општина Петровец, општината ја затегнавте со долг, кој за кусо време успеавте да го вратите и да го зголемите буџетот на општина Петровец. Каква беше вашата мисија на почетокот на вашиот мандат, кога седнавте на чело на општина Петровец? Ајде да се навратиме на тие тешки времиња, на тие тешки години за општина Петровец. Значи, јас кога дојдов, многу пати имам кажали во вашата емисија и во други медиуми, значи буџетот беше само 380.000 евра, а некаде околу 980.000 евра долг. Значи, цели 3 буџета беше задолжена општина Петровец. Но, нормално, штом си се нафатил, да ја вадиш општината, што се вика, од долгови, тоа треба и да го направиш и нормално, заедно со советниците, заедно со општинската администрација, значи од тогаш ја им кажав, значи дојдоме и мораме општина Петровец да изградиме во една модерна општина, пред се зафатиме со разложување на општината. Така тоа беше вашиот приоритет. Да. И денес што имаме? Имаме раздолжена општина, имаме општина со буџет од 2,5 милиони евра. Нормално, како се раздолжиме? Секој си го поставил прашањето како се раздолжиме. Значи, преди треба да имаш визија и треба да си ја познаваш својата општина, дека општина Петровец е општина која се наоѓа во срцето на Македонија, општина која има идеална местоположба и токму тоа ние максимално го искористиме. Значи, направиме индустријски зони. И мултифункционална зона Чоилија со 200 хектари, блок 6 Ржаничино со 35 хектари, со 28 хектари зона во Долно Коњари и со продавање на тие парцели на потенцијалните инвеститори, кои веќе денеска градот, сите средства беа насочени кон раздолжување на нашата општина. Нормално, дел раздолжуваме, но и дел финансираме во инфраструктурата на нашата општина. Така, голем број проекти се реализирани во овој период, откако сте вие градоначалник на општина Петровец. Ние издвоивме дел од поважните проекти кои што се реализирани во општина Петровец. Еден од поголемите и позначени проекти во првата година од вашиот мандат, во 2009 година, е изградбата на големо фудбалско игралиште во општина Петровец, односно во населеното место Петровец. Од тука почнувате и со низа проекти кои што се во насока на правилно насочување на младите, да се бават со спортот, продолжувате и во годините понатаму со изградба на спортски терени и други игралишта за најмладите. Од колкаво значење е ова игралиште и колку денес се користи од страна на помладите жители на општина Петровец? Па може да кажеме со гордост дека имаме едно од поубавите игралишта во нашата општина. Значи, игралиштето го изградија Агенцијата за спорт и млади, кој денеска е во идеална состојба, може да се каже, зашто ние сами како општина направиме бунари, тревата, значи, нон-стоп ја наводнуваме, ја фрламе вештачко ѓубре, значи, соблекувалните, мрежата од околу игралиштето, значи, нон-стоп се обновува и не само тоа игралиште, општина Петровец изгради уште едно игралиште во Долно Коњари, уште едно игралиште во Средно Коњари, а како резултат на сите овие игралишта што ги изградиме во сите населени места, поголеми населени места. Денес имаме, значи, фудбалски клуб Петровец, кој се такмичи еден ранг повисоко од фудбалскиот клуб Ржаничино, од фудбалскиот клуб Долно Коњари, од фудбалскиот клуб Средно Коњари. Значи, веќе имаме 4 фудбалски клубови, за разлика од кога јас дојдов имаме само еден фудбалски клуб, значи фудбалскиот клуб Петровец. Вложуваме во спортот, а резултатите се гледа. Значи, 4 фудбалски клубови, само 4 фудбалски клубови, плюс, значи, имаме игрорно друштво, имаме теквондо клуб, и многу поголем избор за младите. Да. Значи, младите, тоа ми беше и целта, значи младите да ги повлечеме до лиците, младите да ги насочиме во спортот. Еве пред само 2 недели имаме младите од училиштето Кочо Рацин учествува на турнир на ниво на град Скопје од 66 екипи. Нашето училиште освои 3-то место. Тоа е огромен успех за нашата мала општина, но дечињата за пофалба. И еве сега, значи,
Они беа во кабинетот кај мене, беа пречекани и сега веќе им нарачав дресови и тие девојчиња од кочораци од училиштето ќе си добијат нови дресови. Така, значи се исплатува инвестицијата во спортски терени во општината. Секогаш. Така. 2010 година е значајна година за жителите на Средно Конјари, бидејќи тие се соочуваа со проблем за вода за пиење, но вие успеавте да го решите овој проблем со жителите кои што го имаа во Средно Конјари со водата за пиење. Ке може да ни кажете на кој начин го решивте? Значи, кога дојдов јас, имаше само ископано бунари, некаде околу 1.900.000 кошташе вредноста на тие бунари кои беа ископани. Јас тој долг исто го разложив за копањето на бунарите, направив резервоар, значи, за населеното место Средно Конјари и пуштивме водоводна мрежа низ целото село. Имаме некаде приклучено околу 50 социјални семејства и уште некаде околу 70-80 семејства се имаат приклучено по регуларен пат, нормално со надокнада на материјалот и ископот на фирмата која врши приклучување на домаќинствата. Така. Италијанскиот инвеститор Евроиталија реши да инвестира во општина Петровец покрај многобројните или други инвеститори кои што влегоа во оваа општина, и во 2011 година беа поставени темелите на трговски центар кој што подоцна беше пренаменет во болница. Зошто инвеститорот се одлучи за пренамена на објектот и што добива општина Петровец со оваа болница? Но пред да ни одговорите, јас ги потсетам гледачите дека како и претходно кога зборувавме за игралиштето кое што е изградено во општина Петровец, има можност гледачите да го видат просторот на игралиштето пред да започне изградбата и откако е изградено игралиштето. Исто така сега ќе имаат можност да го видат и просторот пред да започне да се гради нели болницата. Тоа беше, слободно можеме да кажеме, простор обраснат со висока трева, кој што сега најлошата слика за населено место Петровец. Така, меѓутоа сега може да кажеме дека е најдобрата слика. Така. Имаме културен дом таму, руиниран, имаме самопослуга, поранешна Славија, значи и таа беше руинирана, значи буквално најлошата слика во срцето на центарот на Петровец. Денеска имаме, значи, огромен капитален објект, некаде околу 20.000 метри квадратни. Значи болницата очекуваме приземјето да се пушти оваа година некаде при крајот на месец мај, евентуално јуни, се зависи од политичката ситуација како ќе се одвива, зашто треба да се извадат употребни дозволи. Значи таму ќе имаме лабораторија, имаме приемно оделение, апаратот за магнетна резонанца веќе е донесен, значи таа апаратура комплет кошта некаде околу 2 милиони евра према кажувањата на инвеститорот. Имаме, значи, супермаркет, имаме аптека, веќе имаат склучено договор со Еврофарм, лабораторијата ќе управува Вицена, исто така имаме ресторан само за кафиња, ресторан само за ручеци, ќе имаме банка. Тоа се значи сите овие пропратни работи што ги набројав се само на приземјето. Додека од првиот спрат нагоре, значи тоа ќе биде исклучувано, значи соби за пациентите, ќе имаме некаде околу 6 операциони сали и некаде на четвртиот спрат ќе имаме некаде околу 50 до 60 соби, значи за сместување на гости, бидејќи оваа болница ќе биде наменета не само за пациенти од Македонија, него за пациенти и од Бугарија, и од Грција, и од Србија, од Косово, значи ќе биде регионална болница. Така, значи модерен објект, болница добива општина Петровец. Кога се очекува отварањето на првиот крак? Значи, како што кажав, некаде при крајот на мај, се во зависност од како ќе ги извади употребните дозволи. Така. Општина Петровец е исто така доста препознатлива и по мултифункционалната зона Чоилија. Можеме да кажеме дека таа е заштитен знак на општината, а во 2012 година општина Петровец стана 16-та општина која самостојно започна со управување на државно градежно земјиште и тогаш започна со инфраструктурата, изградбата на инфраструктурата во оваа зона. Колку парцели опфаќа вкупно зоната и очекувавте ли толков интерес за оваа зона од страна на инвеститорите? Да бидеме објективни, значи кога
го правиме планот, значи направиме 77 парцели Г2, значи лесна незагадувачка индустрија, направиме 3 парцели за хотели, 2 парцели за бензински пумпи и сведоци сме дека едната бензинска пумпа веќе се отвори пред само 2 дена, значи Марк Петрол ја отвори бензинската пумпа. Другата бензинска пумпа пред 2 дена почна да се работи на локацијата, значи Трансмет фирмата треба да направи уште една бензинска пумпа. 2 парцели за хотели, веќе се извадени дозволи за градење, значи оваа година треба да почнат да градат, а на преостанатите 77 парцели, кои се сите продадени, некаде во моментов се градат околу 23-24 објекти. Функционира Квенбергер, функционира односно Глобко Глобекс ја продаде на Флора МК својата парцела и сега Флора МК ќе гради уште еден магазин, значи еден магазин има од 3,5 метри квадратни, ќе гради уште еден магазин од повеќе од 12.000 метри квадратни и према зборовите на инвеститорите од Флора МК, таму ќе имаме повеќе од 100 до 150 вработувања. Исто Тинекс е во завршна фаза, очекувам некаде до крајот на август да биде целосно готов и таму према зборовите на собственикот, значи се очекува минимум 100 вработувања да имаме. Исто така, значи градат и многу други фирми, ја ќе спомнам и фирмата Кобра која веќе почна да го поставува објектот, значи и према зборовите, значи што ги кажа инвеститорот, значи очекуваме некаде за 3 до 4 месеци да биде направена халата и постоечката хала во Пинтија да префрли овде во општина Петровец и тука да имаме некаде од 30 до 40 вработувања. Така, може да се забележи успешна 2012 година во однос на индустријскиот развој на општина Петровец. Успесите продолжуваат и во 2013 година. Повторно ќе се навратиме на инвестирањето во спортските објекти. Продолживте со инвестирањето во спортот, па така во 2013 година ја изградивте и училишната спортска сала во дворот на основното училиште Кочераци. Токму така, значи секогаш кога се вложува во спорт, не треба да се жали, во спортски објекти, не треба да се жали, во тие спортски капацитети одат нашите најмили, нашите најмлади, значи знаеме дека секоја општина треба да има здрава младина. Значи со изградбата на спортската сала можеме да бидеме горди не само ние повозрастните, него горди се и нашите дечиња што омладинците кои викаат градоначалник не можеме, кој ќе ги затворам очите и кој ќе ги отворам, значи не можам да верувам дека во општина Петровец имаме направено оваква убава сала. Значи салата се користи максимално, бидејќи скоро сите термини се зафатени во спортската сала. Зимниот период, пролет и есен се користи салата, додека летниот период имаме направено преубави терени за фудбал. Значи со вештачка трева, значи тогаш па сите оние спортисти се префрлаат на отворените спортски терени. Така и зима и лете има услови за спортување. Токму така, за разлика од порано, каде што воопшто немаме никакви терени, сега нашите млади може да бираат дали сакат во затворен простор да обавуваат своји физички активности или во отворен простор. Така, одлично. Ќе се навратам пак на 2012 година кога започнавте со отоѓување на парцели во Чоилија, за во 2014 година веќе да достигнете бројка да бидат продадени 75% од парцелите. Како што споменавте, првиот инвеститор кој што отвори е Глобко Логистик, втор камен темелник се стави на фирмата Нов Тренд во 2014 година. Како успеавте за толку кус период да продадете толков голем број на парцели? Со што ги привлековте инвеститорите? Значи, место положбата на мултифункционалната зона си го направи своето. Пред се, значи, знаеме дека е во непосредна близина на аеродромот Александар Велики, во непосредна близина на автопатот Е75. Исто така, значи, како поминуваше времето, како почна инвеститорите да градат, значи така тоа беше магнет за привлекување на преостанати инвеститори. Знаете дека имаме инвеститори од Италија, и од Германија, и од Австрија, и од Холандија, од повеќе странски земји, но пред се
преднечат тука домашните инвеститори од сите попознати брендови. Исто така и со ниски комунали, имаме некаде 80% поставено водоводна мрежа, имаме на двата влеза од мултифункционалната зона Чоилија поставено и канализациона мрежа, дел од улиците, поголемиот дел се истампонирани и имаме една улица некаде од 1 километар асфалтирана. Значи, сите услови за еден инвеститор кој сака да дојде, кој сака да купи парцели и да гради, општина Петровец ги има обезбедено. Така. 2014 година, освен тоа што беше успешна за индустријскиот развој на општината, беше значајна и по тоа што започна изградбата на новата училишна зграда за основното училиште Кочо Рацин. Како дојде до тоа ова училиште да има комплетно нова зграда? Па едно од поголемите барања што ги има жителите на општина Петровец, пред се младите, пред се учениците од нашата општина, нормално беше да се изгради ново училиште, бидејќи постоечкото беше во катастрофална состојба, барака изградена во 64-та година. Гледачите може да забележат и да ги снимките од старото училиште и во моментот кога се руши старото? Токму така, значи верували не, значи општина Петровец трошеше на годишно ниво некаде околу 40 тони, 40 тони, значи нафта, за разлика од тогаш сега неполни 15 илјади литри нафта трошиме. Значи со самото заштедување од нафтата ние полека си ја плаќаме ратата од училиштето. Училиштето значи кошта некаде околу 87 милиони денари. Но јас пред да дојдам во вашата емисија, бев го посетив училиштето, значи со гордост шетам низ училишната зграда и можам слободно да кажам дека имаме едно од поубавите училишта во Република Македонија. Децата се презадоволни. Ги имаат сите услови за да се одржуваат својата настава, да се едуцираат. Значи, до самото училиште, значи и спортската сала, значи до самото училиште имаме и детски забавен парк, имаме и игралище за тенис, игралище за фудбал, значи сите оние услови од почеток до крај ние како општина ги обезбедиме за нашите ученици. Така. Уште еден голем проблем за жителите на општина Петровец полека се решава, тоа е проблемот со фекалната канализација. Во 2015 година посветивте доста време на решавање на овој проблем и реализација на овој проект. Но каде ста се изградбата на фекалната канализација? Тоа е еден од поголемите проблеми што го имаат жителите од Петровец, жителите од Ржаничино, Ојњанци. Катлано може да кажеме дека е решен проблемот, бидејќи целото село и првата фаза и втората фаза е завршена и некаде 80% од селото е веќе приклучено. Исто така пуштиме прва фаза канализациона мрежа во населеното место Горно Коњари. Очекуваме 2017 да аплицираме и за втората фаза за Горно Коњари. Додека као најголеми населени места Петровец и Ржаничино, значи етапно улица по улица идеме. Значи жителите точно дека се нестрпливи, граначни кога мојата улица, други викат кога мојата улица, но канализацијата, значи изградба на канализациона мрежа, тоа се огромни суми, огромни средства на пари кои треба да се издвојат, но сега се фокусираме, значи Петровец, Ржаничино, да изградиме целосно фекалната канализациона мрежа, потоа ќе се префрлиме во населеното место Ојњанци, зашто и тоа населено место исто подземните води се многу на високо ниво и они имаат исто тако проблем како што имаме ние во Петровец и Ржаничино, така има и проблеми и населеното место Ојњанци. Но месец по месец, секој месец буквално ќе градиме по една улица, по една фекална линија од една улица и ќе дојде време кога ќе кажеме дека еве населеното место Петровец, Ржаничино, Ојњанци покриено е со канализациона мрежа. Така. 2016 година беше најзначајна година за најмалите жители на општина Петровец и нивните родители, затоа што општина Петровец доби нова градинка, со тоа се прошири и капацитетот на постоечката градинка. Ги задоволува ли сега потребите градинката во општина Петровец? Да, значи и тој проблем го решиме за младите брачни парови, зашто имаше голем број брачни парови кои има обезбедено работа, но доаѓа и се жале градоначалник, кога ќе изградиш градинка,
еве, најдов работа, имам работа, но нема детето на кого да го оставам. Тоа е веќе минато, година и пол веќе градинката функционира и постоечката градинка, функционира и новата градинка, и некаде околу 150 деца во моментот идат во градинка. Значи, сите деца кои имаат аплицирано, односно сите родители кои имаат аплицирано за нивните деца да бидат примени во градинка од општина Петровец, се примени. Значи, имаме простор уште за едно 10 до 15 деца. Значи, еве, дожителите кои сакат да си ги остават своите деца во градинка, знаеме дека се условите доста добри, дека имаме кадар за да ги негуваат тие деца кои ќе ги предадат таму. И тој проблем, значи, што беше еден од поголемите проблеми за младите брачни парови, е веќе минато. Така. Јас се надевам дека вашите заложби за реализација на големи капитални проекти кои што се од големо значење за жителите на општина Петровец продолжуваат и понатаму. Накуса само пред крајот на нашиот разговор, планови за 2017 година за некои покрупни проекти. Имаме, значи никош не може да кажеме завршиме се. Значи ќе продолжиме со канализационата мрежа по Петровец, во Ржаничино. Ќе започнеме со изработка на проектна документација за населеното место Одњанци. Во план сме да направиме нов културен дом во населеното место Петровец, бидејќи тоа е едно од најголемите населени места во нашата општина и напред се нашата општина како општина Петровец заслужува еден нов културен дом кој ќе биде пропратен со простори кај што ќе бидат сместени нашите пензионери, кај што ќе имаме и други простори, ќе видиме зашто ќе бидат наменети, но пред се сакам пензионерите да ги сместам во тој културен дом, да почувствуваат и они еден нов објект, зашто е во самиот центар на селото. Сега сите се движат на плоштадот во Петровец, но кога ќе го изградиме новиот културен дом, ќе има што да се види, бидејќи во тој центар во Петровец, значи сега имаме плоштад, имаме игралиште за баскет, имаме игралиште за фудбал, имаме детски забавен парк и буквално ќе биде еден центар за од најмладите до најстарите. Господин Митевски, јас ви благодарам за денешното гостување во Урбаните вести и ви посакувам реализација на уште голем број значајни проекти. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, останете вие и понатаму со нас, продолжуваме со Урбаните вести. Општина Газибаба во 2016 година го достигна максимумот во успешноста на крводарителните акции. Општинската организација на Црвениот крст Газибаба во 2016 година од вкупно планираните 2835 единици крв има реализирано 52 акции и има собрано 4775 единици крв, со што стана втора општина во Македонија со најмногу дарувани крвни единици. Општина Газибаба и Општинската организација на Црвениот крст Газибаба им доделија плакети и благодарници на повеќекратните дарители на крв. Со тоа се одбележаа 72 години од формирањето на Црвениот крст во Република Македонија и 40 години од формирањето на Општинската организација на Црвениот крст Газибаба. Плакети и благодарници беа доделени на лица кои дарувале крв над 25 пати и над 75 пати, а крводарител кој дарувал повеќе од 100 пати крв е Маријан Јаневски од ЈСП Скопје. Најдобра работна организација на подрачјето на општина Газибаба за 2016 година е МВР Центар за обука, со дарувани 769 единици крв. Најдобро средно училиште на подрачјето на општина Газибаба за 2016 година е Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин. А најдобра високообразовна институција е Факултетот за земјоделски науки и храна Скопје. Најдобар мотиватор за крводарителство на подрачјето на општина Газибаба за 2016 година е Дејан Здравевски од ЈСП Скопје. Општинската организација на Црвениот крст Газибаба во 2016 година од вкупно планираните 2835 единици крв има реализирано 52 акции и има собрано 4775 единици крв. Планот за 2016 година е исполнет со 1940 единици крв повеќе од планираното.
25 ученици ќе имаат можност да се запишат во новата паралелка во Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин и директно да се вклучат во работниот процес на ЕВН Македонија уште за време на нивното средно образование. А по завршувањето на образованието им се нуди можност да се вработат и да имаат загарантирана плата од 20.000 денари. Во Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин се планира формирање специјална паралелка за 25 ученици кои ќе имаат можност директно да се вклучат во работниот процес на ЕВН Македонија уште за време на нивното средно образование. За таа цел беше подпишан меморандум за соработка меѓу ова средно училиште и ЕВН Македонија. Директорот на училиштето Евтим Пеовски истакна дека со подпишувањето на овој меморандум се отвара нова страница во стручното образование во Република Македонија и дека представува добра можност за учениците кои ќе се запишат во учебната 2017-2018 година во насоката електроинсталатор и монтер. Целите на проектот е да се продуцираат кадри кои што практично по завршувањето на образованието ќе бидат спремни да одговорат на работните задачи или, како што ние велеме, способни да одговорат на современите професионални предизвици. Станува збор за отварање паралелка за кое што ќе се гарантира работно место по завршувањето на школувањето во нашето училиште. Тоа е нова страница во начинот на функционирање на стручните училишта и убав пример како стопанството, бизнис секторот може да го помогне наставниот процес, а помагајќи го наставниот процес практично ги помага младите луѓе и му возможува да тие се креираат во професионално реализирани граѓани на ова наше општество. Со овој проект на ЕВН насловен како 20-20-20 им се нуди уникатна можност на 20 ученици во 2020 година по завршувањето на образованието да се вработат и да имаат загарантирана плата од 20.000 денари. Според договорот за соработка, часовите за практична настава за овие ученици ќе се реализираат во просториите на компанијата и на терен под менторство на професионалци кои работат во ЕВН. Проектот ги следи принципите на така нареченото дуално стручно образование и обука кои што се применуваат во Австрија, Германија и Швајцарија. На последниот јавен повик за субвенционирање на граѓаните за купување печки на пелети пристигнати се 290 барања. На минатиот јавен повик, кој беше објавен во 2016 година, беа доделени 196 субвенции на граѓаните. На јавниот повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на град Скопје за купување печки на пелети кој заврши на 13 март, поднесени се вкупно 290 барања од граѓаните. Комисијата за спроведување на постапката за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на град Скопје за купување печки на пелети е на терен и врши увид во документацијата и локациите каде што ќе бидат заменети старите печки на дрва, јагле, нафта и мазут и ќе бидат поставени новите печки на пелети. Овој проект е дел од мерките кои градот Скопје ги презема заради подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух преку заеднички активности на локалната самоуправа и граѓаните. На минатиот јавен повик кој беше објавен во 2016 година беа доделени 196 субвенции на граѓаните, за што беа издвоени 5.896.000 денари од буџетот на град Скопје. Поради големиот интерес кој го покажаа граѓаните за овој тип субвенции во 2017 година од буџетот на градот Скопје се предвидени 10 милиони денари. Размена на деловно практични искуства помеѓу успешни дизајнери, комуниколози и експерти за маркетинг ќе понуди викенд бизнис настанот насловен Дизајн што продава, што денеска почнува да се одржува во јавна соба. Дизајн што продава е насловен тридневниот викенд бизнис настан што почнува денеска во Центарот за дизајн и иновации јавна соба. Настанот е можност за размена на деловно практични искуства помеѓу успешни дизајнери, комуниколози и експерти за маркетинг, кои имаат огромно практично искуство кое во овој момент им е нужно на младите претприемачи од Македонија, информираат од јавна соба кои се организатори на настанот со Grow Up Academy. Оттаму истакнуваат дека програмата е целосно насочена да
им помогне на младите предприемачи да развијат поиновативен пристап до пазарот, да основаат здрава комуникацијска стратегија, да ја зголемат нивната конкурентност преку мудри и креативни одлуки, што резултира со зголемување на продажбата на домашен, но и на странски пазар. Програмата нуди и дополнителна можност за тет-а-тет средби и соработка со дизајнери и маркетари од регионот. Порталот visitskopje.mk, кој има за цел да го развие туризмот во Скопје и да привлече туристи да го посетат главниот град на Македонија, има вкупно 100.000 посети од посетители од повеќе од 100 држави во светот. Вкупно 100.000 посети има веб порталот visitskopje.mk, чија цел е да го промовира Скопје како туристичка дестинација. Порталот основан во 2015 година од Сдруженијето за развој на предприемништво и туризам Концепт Плюс. Основна цел на порталот е да го развие туризмот во Скопје и да привлече туристи да го посетат главниот град на Македонија. Порталот е на англиски јазик и ги опфаќа сите елементи кои им се потребни на посетителите и туристите полесно да се снајдат во Скопје. Досега порталот има посетители од повеќе од 100 држави во светот. Креирањето на идентитетот на Скопје како главен град, грижата за културното наследство и неговото вреднување, поддршка на развојот на културните разноликости, отворање институции и други субјекти од областа на културата и промовирање на туризмот во престолнината е основната идеја на порталот. Основачите најавија дека слоганот на порталот Feel Скопје се менува во Feel Love Feel Скопје. Во наредниот период предвидени се новитети на порталот со цел младите дизајнери, уметници, професионалци во својата област да се промовираат во странство со тоа што порталот бесплатно ќе поставува огласи и веб банери од нив. Утре времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува умерена во западните делови од земјата повремено и засилен југозападен ветер. Утринската температура во сабота ќе се движи од -4 до 4, а дневната од 14 до 20 степени. Во недела ќе преовладува променливо облачно време со повремен локален дожд со слаб интензитет. Ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец. Утринската температура ќе се движи од 3 до 7, а дневната од 12 до 20 степени. Дневната температура ќе биде во пораст, особено за викендот и во првите денови од наредната недела и ќе се движи во интервал од 15 до 22 степени. МТМ Метео е следно. ТАВ Македонија најави дека германската нискобуџетна авиокомпанија Eurowings, која е дел од групацијата Lufthansa, ќе почне да лета на релација Скопје-Минхен од 31 октомври годинава. Превезувајќи ги патниците од аеродромот Александар Велики во Скопје до аеродромот Франц Јозеф Штраус во Минхен, главниот аеродром во овој германски град. Авиокомпанијата ќе оперира на оваа линија 2 пати неделно, во вторник и петок, со воздухоплов од типот Airbus A320-200 со капацитет од 174
седишта. Со оваа информација ги завршуваме денешните урбани вести. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Спортските вести ги гледате следни на МТМ. Пријатно!